За национализмот, јас се растеа во една држава каде што не знаевме што е национализам и за мене не постои. Не постои и не го ни гледам. Затоа што работам во една организација каде се сите националности вклучени како членови во организацијата со иста мака, со исти проблеми и најмалку меѓуетнички поделби. Ако гледаме така на животот, без оглед дали сме македонци, срби, албанци, роми, власи, никогаш нема да имаме вакви проблеми како што ги гледаме дека ги има. Не мора човек да биде погоден од некоја несреќа за да биде соединет. Ние сме најпрви луѓе, па потоа ќе се делиме по вера и националност. Од 1 август ние работиме на нова социјална услуга, која за прв пат во нашава држава започва да се имплементира, тоа е персонална асистенција на лица со попреченост како сервис. Ние сме провајдер кој доби согласност од Министерство за труд и социјала. Веќе работат персоналните асистенти индивидуално со лицата со попреченост, една услуга најубава што постои во светот. Индивидуално секој лице има свој персонален асистент. Мала е бројката, но понатаму ќе се шири. Што се случи конкретно како дискриминација, ние подоцна дознавме. Персоналниот асистент му помага на лицето до такси да влезе, се работи за слепо лице, таксистот одбива да го прими на повик преку такси компанија. Во 21 век, зошто? Затоа што е лице со попреченост и си отиде. Значи, тие такви примери се секојдневни за овие лица. На оваа тема многу треба да се зборува и многу треба да се превземе. Јас да бев присутна, ќе го запишев бројот и тужба неминовно ќе му беше. Ама ќе следиме понатаму будно и ќе ги информираме и персоналните асистенти ваквите случаи да не се повторат.